Почитувани, на неспособноста на владењето на СДС му нема крај. Се што ветија не остварија и се што допреја испустија. Во неколку наврати во пресконференции предупредувавме за неодговорното работење поврзано со Прилепското езеро. Иако истото беше испразнето, наводно за смена на некаков вентил, нашите информации говорат дека оваа смена не е направена. Уште еднаш прашуваме, дали е променет вентилот за кој намерно беше испразнето Вештачкото езеро? Доколку не е направена промената, зошто воопшто беше испразнето езерото и дали сега некој ќе сноси одговорност за ваквото несериозно работење? Колку метри кубни вода има моментално во езерото, ако се знае дека максималниот капацитет е околу 6 милиони? Дали моменталната количина на вода ќе биде доволна за наводнување во оваа сезона? Исто така прашуваме кој ќе сноси одговорност за уништувањето на рибниот фонд во ова езеро. Ако се има предвид дека смената не е направена, дали после сезоната за наводнување повторно ќе има празнење на езерото, а со тоа и ново уништување на рибниот фонд, кој најверојатно ќе заврши во некој од рестораните? Почитувани, со вакво неодговорно работење пред се е загрозена екзистенцијата на земјоделците, кои што уредно се имаат потпишани договори за наводнување. Нивната загриженост е оправдана. Па така секојдневно прашуваат дали ќе има вода за наводнување, ако ситуацијата од терен говори нешто друго. Дали во случај на неисполнување на обврските од договорите некој ќе им ја надомести нивната штета? Тутунарите од Прилеп се сомневаат дека вештачката акумулација ќе се наполни до месец април. Бидејќи поради замената на вентилот езерото беше целосно испразнето минатата година. Според тутунарите, потенцијалната штета може да изнесува неколку милиони евра. Затоа, наместо експериментално раководење, потребно е сериозно работење во интерес на граѓаните. Токму поради тоа, оваа несериозна и неспособна власт мора што поскоро да заврши. Ви благодарам.